Ако бараш ковач, не прашувај каде живее. Само услуга ќе ти пишат. Аха. Првин ќе му го слушнеш за наетот. Потоа ќе му ја видиш куќата. Наваму. Ајде, Гришко, тој ќе ти обуе железни опинци. Ајде. Ајде. Ajde. Ajde. Ој, мајсторе со сточираци, ја излези да се пазариме. Подај глава или прати го осмиот калфа. Сите недоучени. Абе, јас сам работам. А ти се дереш за четворици. Здраво, живо. Првин живи, после здрави. Живо, здраво. Гласот те држи. Ама да видам кесето. Вложи честна работа, ти плаќам во сабота. Како ти беше името, живо ме интересира. Цветко, мајсторе. А по карактер сум цвеќе за мирисење. Така се фали и копривата, додека не ти иджерка. Море, муабет на гладно срце. Уште ракија да ви принесам. Мајсторе, ај не ми го губи времето. Ево ти го кончето Гришко. Заковај му 2 нови потковици. Ја кажи за колку пари да видам дали си скапџија. Што за материјал, што за рака, мислам работна. 2 гроша. Тоа е домакинска цена. Дојди утре, земи си го. Пладнек вечерума. Разбравде, утре. Во први мугри, еве ме назад. На сите им попушташ. А тука пред мене се правиш маш. Што не му рече 4 гроша, ќе то крне уште да донесе. Жено, ај гледај си го котлето со манџа. Будалиште мое, кога ќе спечалиме за нова куќа? Маса имаш со 3 ногарки. Ти треба да станеш за јас да седнам на единствениот стол што го имаме. А децата? Аман бе, жена. Ни се како компирчиња. За да компири јадат. Те бидува сочекано. Ама бре, не те бидува да си го наплатиш трудот? Море, накачи им таму. Дрпни, грабни. Аман бе, жена бе. Абе, како коинска мула си. Само брмчиш. Чува! Чего, бре? Чего, бре? Чего? Чего? Што се звериш? Ако е твое, врзи го на сиџимка. Кажи барем колку е часот, да имам некој фајда од тебе. Колку вчера во ова време? Маре, овде живеат све мозокли и луѓе.
само ковач, уроклива жена. Ајде више да не набројувам какви све не луѓе овде музокли живеат. Ете го на зборот. Добро утро, Танасе. Добро утро, мајсторе. Ти си паметил имиња? А, Дарбина, од дете. Да, ама мојот кум рекол јас да се викам Цветко. Цветко, бе, мајсторе. Проште ме, вечера фракија. Туку имам една голема замерка. Сите се жалат, никој не се фали. Слушај, како да ти кажам, ти мене ме измами. Абе, ова не било којнче. Абе, ова ти било коњиште, а зганиште. Гришко мој. Прв пат слушам. Абе, кога ме ритна, отидов, она му дури кај терабите. Сега ќе морам да давам пари за екими, за тревари, за бајачи. Туку како да е, ќе мора да додадеш уште 3 гроша. Речи Ерлија. Ке речам срамота, бе, мајсторе. Вчера се пазаревме за 2 гроша, очи во очи. Сега знам од каде дувнал женски ветар. Добро, мајсторе. Ке ти платам 3 гроша, само да знаеш, нема на ова да остане. И јас си имам дома една долгокоса, што ќе ме поучи. Така и трчу мој. Од сега така и поостро. Како да ми поцрне образов. Глупости. Тоа ти е од јуморот. Што зборуваш, бре? Па тој те ограбил како некој друмски разбойник. Измамата е сладка, ама ќе има и вратка. Бре, Цветко, ти си еден добродушен шеговиец. Па ковачот ми се виде фин човек. Ама жениште набре премачкано со сите бои, сече со поглед, бричи со збор. Која и да е, не може со мене, така да си знаеш. Утре пак ќе им одиш во дворот. Јас ќе ти кажам што да кажеш и што да направиш. Ние с Полајбово немаме само еден конј. Од нашата штала ќе го земеш конјот Гришко. Добро. Тој што го однесе вчера. Добро. А потоа ќе му го однесеш конјот Шишко и не му да му закова 2 нови потковици. Како решишко? Така убаво. Тој не е бел. Ако не е бил, ако е кафен, ние ќе ги надмудриме нив. Ич немој да му береш гајле. Што си се исплашил бре толку? Добро. Што ти така велиш? Така треба да ме Така ќе слушаш. Така ќе направиме и ќе ги надитриме. Ич немој да береш гајле. Добро. Ајде, Шишко. Ајде, полете, Шишко, ајде. Ајде, браво, така, убаво. Ковачот чука, значи е тука. Ја излези да слушнеш замерка голема како планина. Па и жена ти што не мерка од високи чардаци. Радост ме снајде. Епа, добар ден, Авраме. Андоне... Ајде. Добар ден, мајсторе, добар ден. Добар ден. Абе, цар си за паметење име. Иш. Само јас сум Цветко. Цветко ограбениот. Арно, тоа сум ти го простил. Го набеди Гришко мој дека е бесен, Арно, ама и тоа ти го простив. Ми зеде грош повеќе за маката, простено нека ти е. Арно, ама, мајсторијата не ти чини 5 пари. Ја подигни ги 2 предни нозе на кончево да видиш што си направил. Му паднаа 2 потковици. Абе, ти мајтап тераш со мен? Абе, ова не е Гришко, си ми довел друг конј. Гришко е, Гришко го чувам од ждреве. Ја опули се подобро. Абе, не е така. Ова е сосем друг конј, гледа, друга опашка, друга глава. Абе, има ли една глава? Има, Има ли една опашка? има. Има ли 4 нозе? Слободно, преброј ги. 1, 2, 3, 4, има. Ете така, значи сега да му ставиш 2 нови потковици со нови клинци. Абе, Цветко, цвеќе попарено. Абе, ти мене сакаш да ме излажеш? Жими. Еве, мајсторе, ако те лажам, во овен да се претворам. Доприси го челото и ќе видиш дека имаш рокчиња. Значи, мајсторе, да му ставиш 2 нови потковици со нови клинци за 3 гроша што ти ги дадов. Или ќе разгласам низ цела околија каков ковач, како бозаџе. Аман,
Ама немој, ќе ми го запустиш името ќе ми го запустиш мајсторско. Ајде нека биде ти како што ќе кажеш, само немој таа работа. Ете така, значи се разбравме. Утре напладне, еве ме назад. Така нека ви. На ова нема да заврши. Нема. Чувај се горе, да скораме план. Добре, каде ми е коњот Шишко, ова де е Гришко? Вите ти го да е пред тебе, не го гледаш? Ем со нови заби, ем со нов самар. И то невидлив. Ово е овен или брав, како што сакаш. Мајсторе, си ја бараш белјата. Полека, не скокај. Слушај, да ти кажам како беше. Сношти, само што повтев да легнаме, ти го и ми шепнува на у. Мајсторе, овој Цветко нема ни срам, ни перде. Јас повеќе се срамам од него. Еве, јас ќе ја земам клетвата место него. Јас ќе станам овен. А вие, ако сакате, и двајцата чудете се. Па и цел свет. Толку реченици од коњска уста. Слушај, ајде, земи си го ова, носи го таму и сметката е платена. Стара четка, чиста сметка. Ајде. Ќе донесов си животно со самар, такво и ќе однесам. За сега збогом. Со здравие. Слушај, и немој попат да каснеш некое куче. Може да фати беснило. Гледаш, мажу? Или ќе те боли тебе, или ќе ги боли другите. Жал ми е за човекот. Еве, почна ми солзи десното око. Глупости. Ти влегло раска во окото од ковачкиот мев. Раздвоите се нечисти сили. Со магија против магија. Еве, нашата е посилна. Ќе ја турне другата. Еве го. Како нацртано. Опули се, море, Цветко. Абре, граф како граф. Да е сварен, баш би сркнал. Не можеш да забележиш, не можеш ништо да видиш, оти си гледаш со носот. Абре, коњот, жено. Срце ме боли за коњот. Кој будала трампи коњ за овен? Па нека има и златни рогови, а овој обичен. Утре тргаме напад. И јас ќе дојдам овој пат со тебе. А ти ќе молчиш и ќе си береш вртипоп ако имаат во дворот. Цвекло еден стуткан. Како се викаше таа неговата? Величе, нагалено од Велика. Велика. Ке види Велика, отишарени јајца не се вапцаат само за Велик ден. А тој нејзиниот? Како му беше пустото име? Димитар или Димуш, Димко, Диманде. Има димна гора да фати кога ќе му ја постелам таму мојата итрина. Мајка смокот ја завлекол и смијата. Повелете, мили гости, повелете. Добар ден. Да не почнуваме веднаш како душмани. Посетава е пријателска, ама до кога ќе биде таква, знае само ѓаволот што садел тикви. Да послужам едно сладко, или може би се брзате? Ако треба, јас ќе го доведам овен коњот. Што е ваше, не е наше. Јас и Цветко мој бевме кај една многу позната бајачка. Таа 3 пати дневно разговара со Господ. И вака ни вели. Зол човек ви направил магија. Мора да се направи друга магија. Ти, Марионке, и ти, Цветко, ќе појдете кај Димитар и кај Величе и ќе седите таму 15 дена на храна и на конак.
Има да ве хранат од убаво по убаво. За појадок, кажи нешто бе, чутук. За појадок, благи тиганици и пресно млеко од биволица. За ручек, јагнешко поцрепна и бело лепче како првиот снег. За вечера, кајмак во топол сомун, печена кокошка и рујновино. И дури тогаш, овенот повторно ќе се престори во конј. Се едно дали се вика Гришко или Шишко. Жено, види, чаривме еден грош, ама гледај на што се заврте работава. За ваша и за наша среќа се работеше за шега. Конјот ви е жив и здрав. Ене го во плевната на деверот ми Тодор. 5 куќи до нас. Димитрие, па не биди кјутук. Оди врати го овенот и донеси го назад коња. Шега да е, шега, пријателите. Малку така да се... Шега да шега. И од шега не се бега. Сега што е право, и ние ви подметнавме друг конј. 2 коња, 6 подковици пресметано во грошеви, кој кому колку должи. Чарот и Зијанот ти се браќа близнаци. Мене само едно ме плаши. И вие да молчите и ние никому да не раскажеме, приказнава пак ќе се рашири. Еве, овде сум најтено, ка? Повели. А бре, ова мажите ти се како деца. Треба за рака да ги водиш. Кој не ја слуша жената? Му ја украда ти вратата. А ние сме ти како пердува. Со врвот милуваме, а со дршката боцкаме. Треба да ги држиме цврсто. За краткојаш. Ајде, Шишко. Еве ти, пријателе, ти го донесов Шишко да наречеш вакатака. Добре, што се мешаат она жеништена во машки работи? А бре, женски ум. А? Повеле, Сполајте. добро е што не се испотепавме. Ај на здравје. А некако да им вратиме? Да им ја пресолиме манџата додека перат? Море, што сакаш кажи и вака и така, заедничка штета, пријателот Звездане. Господе Боже, овој баш решил да ме прекрсти.